Еден од омилените утрински ритуали на голем број од луѓето им е пиењето на утринско кафе. Колку често треба да го пиеме кафето? Дали треба да се додава шеќер, млеко или не? Кои се најдобрите, а кои не толку добри комбинации на кафето? Кафето, мислам дека кај нас се пие често пати и чисто од занимација, односно да правиме нешто, не секогаш од потреба. Кафето реално содржи некои антиоксиданти кои што не знам сега колку обстојуваат во процесот на преработка, кои што може да придонесат позитивно за организмот, па дури и често пати се поврзува и за поздрав црн дроб. Дури кафето кога се пие, зборувам за чисто кафе, значи. Меѓутоа има и некои антинутриенти кои што го попречуваат искористувањето на некои хранливи материи од храната. Често пати се спомнуваат и танините кои што во голема доза може да бидат дури штетни за здравјето, во ниска доза може да бидат корисни. Значи и такви состојки содржи. Самиот кофеин може да придонесе за помала апсорбција на железото од храната, калциумот, или преку тоа што има мало диуретско својство за изфрлање на некои нутриенти како што е на пример фолната киселина, фолатот од организмот. Значи некако 50-50 сме со кафето, дали е добра или лоша опција. Реално е стимулант кој што не треба пречесто да се пие во текот на денот. Еве да речеме некои 2 кафења во текот на денот незаблажени, сепак додавањето шеќер е уште една опција на додаден шеќер, додавање калории во текот на денот. Кој сака да го пие, да речеме, со шеќер, да гледа да намали на количината на шеќер. Може би, јас секогаш кога слушам дека некој пие пречесто кафења, прашувам дали е тоа затоа што сака да го потисне гладот, односно сака да прескокне оброк со помош на кафето, или може би во некој случај да доаѓа и до тоа организмот да бара енергија од ненаспаност, може би од појава на анемија. Значи, честото пиење, потребата за често пиење на кафе може да открие и некои работи во врска со исхраната на човекот кој што го пие кафето, дали тоа го прави само од занимација, пак ќе речем само затоа што сака да го пополни времето, или едноставно има некои други причини што толку често пие кафе. А реално, мислам дека 1 до 2 кафења се сосема доволни. Како треба да се пие кафето наутро? Дали е добро да се пие на празен стомак или задолжително пред да се пие кафе треба да се конзумира нешто друго? И тука не можам да кажам конкретен одговор. Зошто? Затоа што тие што имаат проблем со дигестија, пред се што потекнува од желудникот, не би им препорачал да го пијат кафето прво нешто. Всушност, можеби кафето и воопшто не е ни за нив. Меѓутоа, еве, ако сакаат да пијат кафе, тогаш да не го пијат чисто и да го пијат со малку млеко и најчесто по оброк. Читав порано некои студии и се покажа по некое време дека доста се поддржани тие студии, дека ако се пие прво кафе наутро, може да влие врз покачување на шеќерот во крвта, ако потоа се јаде појаглехидратен оброк по кафето. Затоа најчесто се препорачува прво оброкот па кафето. Или кога се пие кафе да се направи една пауза, па потоа да се јаде оброкот. Значи секој си одредува според неговата здравствена состојба, меѓутоа мислам дека паметна опција е прво да се изеде оброк, па потоа да се пие кафе. Кое кафе ти е тебе омилено? Јас порано многу често пиев еспресо, додека забележав дека баш ми влие, да не речем лошо на желудникот. И сега најчесто го пијам макијато со малку млеко, шеќер воопшто не ставам затоа што не сакам многу благи работи. И таа ми е најдобра опција како еднаш во денот, повеќе искрено како навика, отколку како потреба, меѓутоа ете некој убав ритуал.